Добро вечер, драги пријатели, на многу од вас посакувам сон, кој веќе спија. Одамна се немаме слушната или одамна немаме направена на видео анализа. Вечерва ќе зборувам за настаните што се случуваат на Блискиот Исток, поточно на војниот конфликт на САД и Израел против Иран, која е за мене ко аналитичар малку неодговорно од председател на САД, посебно од Нетањаху, председател и поточно премиерот на Израел. Зашто? Од овој воен конфликт, кој што видовте во насловот, Кина е победникот. Зашто е Кина победникот? Ово се беше договорено прво меѓу Путин и Си Џинпинг по разговорот или по средбата на Трамп и Путин на Аљаска минатата година, мислам дека беше во август, ако не се лажам, а претходно во јуни САД и Израел го нападна Иран. И веќе Путин знаеше што ќе се случува и се слушнаа со Си Џинпинг, бидејќи они се во едно партнерство, но не и војно и стратешко, повеќе економско би се можело да се каже. Знае дека прво ќе Трамп ќе тргне на Венецуела, потоа на Иран. А позад Иран стоеше Кина, бидејќи но таму највише ко 10% увезуваше нафта од Иран, но тоа беше 90% од извозот на иранската нафта. Исто од Иран добива нафта и Пакистан, но Пакистан во меѓувреме што направи? Со помош на Кина, 25% енергија почна да обезбедува сопствени ресурси, поточно од соларните панели. Значи, Кина се префрала повеќе на соларната енергија, на електричните автомобили, така да во Европа, поточно и Франција, и секаде почна кинески автомобили електрични се везуваат поради оно што се случи со нафтата. Инаку зголемувањето на цената на нафтата не само што влие во Европа и на светската цена, но влие и во Америка, или поточно во САД. Позади ово стои победа на Кина. Зошто победа? Прво, ово премиер што се одложи толку е направено од следната причина, значи испразните се магазините, нема доволно муниција нити САД, нити Израел. И интересна работа која ќе се каже Израел, ово Нетањаху е предизвика војната уште лани, бидејќи он има и кривични пријави. Доналд Трамп му порача на председателот на Израел да го помилува Нетањаху, но претходно за да се помилува Нетањаху треба да ги признае своите гревови, како да кажеме, он тоа не го прави. Израел се во незавидна положба, го предизвика муслиманскиот џихад. САД се надеваше дека курдите во Иран ќе станат против Иран, но од друга страна Турција не се закани на курдите во Иран да не стануват, бидејќи Турција знае дека Израел следната места треба да биде Турција. Значи Израел ќе настрада една болест која е неизлечива, а тоа се вика алчност, бидејќи алчност не е никош не излечива, брат знаеме за една меѓа убива. И Нетањаху не само што ќе го погреби Израел, ја го тоа кажа уште пред 3 години, он ќе распарча или погреби и Америка. Зашто? Израелското лоби е главно Америка, подаде скоро секој конгресмен и затоа и доведе Трамп, но по почетокот кој имаше обидатата, му беше тоа беше чисто импровизација да му кажа да мора често да застане за Израел. И ово што се случи во Орманскиот залив, таму се и кинески бродови, и Кина обезбедува. Интересна работа, Трамп ги вовел санкции на
кинеските компании наводно бордовите во свека кои извезуваат иранска нафта. Тоа е смешно. А Трамп е доведе САД во многу незавидна економска и војна состојба, може да се каже, а посебно Иран е доведен преку Нетањаху. Што е интересно за Нетањаху, еден од неговите синови, за другиот не знам, му е во Америка, значи во Флорида, значи не е во војска, не е во... Иако Нетањаху бил сам во војна, 67 мислам беше, неговиот брат пуколник се загина, тој бил капитан, Нетањаху претходно. Но, што е интересно, кај Нетањаху нема посебно некој се ја грижи, зашто нема, и ја води војната без грижи, бидејќи него на крајот на 2024 година во еден рутински преглед лекарите му открија дека има рак на простатата. Значи, милу години, нормално, али не се грижи. Мислам, позади ово, завршетот која е победикот е Кина, да се разбереме. Еве, например, Трамп почна да ги намалува санкциите кон извозот на иранската нафта, извозот на руската нафта, танкерот, например, рускиот не смеа никој да го запре кој идеше кон Куба, а Куба добиваше нешто прво од Венецуела, после од Мексико, но снема нафта, бидејќи поради букаите на САД и Русија испрати танкери. Значи, ово доаѓа до голем пат на економски зборам на САД и воен и економски. Кина станува суперсила и воено, они има веќе над 600 боеви глави, мислам минимум нуклеарни боеви глави. Има силна бродоградња, значи со поморска сила станува ќе надмени САД, многу ни носачи не прават, сосема други работат. Еве, например, зашто Русија не почна да прави, не се осврена кон носачи на авиони, дали да те имат, не сум сигурен, не ме држи се за збор. Она повеќе тргна кон ракети, поточно кон хиперсонично оружје, кој може да потрепи брод, особено носачи се може да бидат и само глини гулаби во војнава. Во било која војна. Еве гледате како се оддалечија носачите Абрахам Линколн и Джерард Форд. Сам мислам дека се чак 3 носачи кај Алмаскиот залив. Со блокирање на нафтата, автоматски се блокира целата светска економија, но најмногу страда и во САД, се зголема цената на нафта нормално. Интересна работа, Трамп што направи, Европа полека да му го врати грбот, прво Франција, потоа премиерот на Шпанија отиде во Кина, договори прават. Значи, партнерството Европа што го имаше со САД, полека се врти кон Кина, на тоа би препорачал нашата влада да обрне внимание. Сите ги барат кинеските инвестиции и многу други работи. САД е воен колапс, воен економски, тоа не е задолжена земја. Некој не само што ќе го погреби Израел со ово, ова нема да застане, веќе предалеко отиде. И што зборот нуклеарки проени тактички, тоа било погубно и за САД и за се. Самите израелци многу обик го напуштаат Израел. Значи, драги пријатели, да не доживам, не би сакал да одам во детаји, да не бидам погрешно сватен. Значи, овој војни сукоп, на Иран мораше да арчи со некои работи. Најголема корист има Кина, но и тука Иран. Иран после ќе биде регионална сила број 1. Имаат страшно, они имаат и новоловци, значи страшно добри инженери.
Они што добија од Русија, они го напредија во и хиперсонично оружје, а тука им помага и Северна Кореја која направи во прашање нуклеарно и прашање дали немат. Ја мислам кој нарича дека има веќе нуклеарни бомби и Иран. Но не е време, они со хиперсонично оружје ја сруши железната купола во Израел и целата нивна одбрана. Не случајно американските носачи се далече далеко, бидејќи Израел мислам дека до 2,5, а пробаше на 4,000 км ракети, така ја хиперсоничената беше срушена, едната само падна, која беше како се заборави, кон битвелската база Гарсија, мислам се викаше. Да не должа многу, значи, ово премирие може би ќе потрае и не е чудо САД скроз да се повлече и со блокадите, бидејќи тој економски влијае, а историчето на Трамп му се дрма во САД, му подготвува импичмент и плюс, а тој сигурно ќе случи, се дека во ноември имаат избор за Конгресот. Драги прати, да не должа многу, уште еднаш ќе посакувам го спомени што спијат. А оние што има желба да ме следат, треба на YouTube да присутат на копчето претплати се, бесплатно, и ако се допаѓа анализата, да стават лайк, а може да ме гледате и на Instagram и на TikTok. Мислам, тоа е ваша желба. Уште еднаш ќе посакувам убав сон, убав неделен ден, со создателот напред. И Македонија нормално, создателот и Македонија, вечната земја, Божјата земја.